почитувани сограѓани, изминува и 8-миот месец од владењето на оваа ненародна и корумпирана власт. Во овој временски период, освен остварувањето на своји лични интереси на партиските структури и гол рефаншизам кон членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМНЕ, но и врз слободоумните граѓани. Друго и речиси не видовме. Ветуваа живот. И животот навистина дојде само за поединци од СДС и нивните фамилии. Наспроти тоа, македонскиот граѓанин е принуден да плаќа 1 евро за 1 литар нафта. Додека поединци од врвот на СДС тргуваат со името и националните интереси на Република Македонија, секојдневно сме сведоци на негодувањата кон политиките на оваа влада и од страна на истакнати членови на СДС, кои се свесни во каква замка и колкава е концесијата која ја плаќа нивниот лидер на штета на нашата држава. Се бркаат и се деградираат вработени од администрацијата кои немаат партиски книшки од СДС. Граѓаните живеат во страв и се плашат да си го кажат своето мислење, а државата продолжува да тоне и да се задолжува. Ветувањето што го даде лидерот на СДСМ пред неколку години дека во администрацијата ќе влезат тимски од чистачка до директор веќе се остварува, без никакви остапки. Незначени и именувани се функционери со богата партиска биографија, без трошка професионалност и стручност. Во духот на правдата, солидарноста и владењето на правото, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Кавадарци ги информира своите членови, симпатизери и граѓани, чии права од работен однос се повредени од страна на институциите раководени од партискиот кадар на СДСМ, дека е формиран правен тим во склоп на Општинскиот комитет. Овој тим ќе нуди бесплатна правна помош на сите на кои им е потребна и кои се соочуваат со секаков вид на малтретирање, деградирање или омаловажување, особено со секаков вид на мобинг во државните институции. Лицата Цветанка Змеовска-Ташев, Вања Попдинова, Верка Јованова ќе бидат достапни во секое време и за секој граѓанин. ВМРО ДПМНЕ, како и секогаш, така и овој пат, ќе го стави на располагање целосниот кадровски потенцијал, се со цел да им помогни на обесправените граѓани. Со ваквите чекори, оваа влада многу брзо ќе стане минато и ќе мора да сноси одговорност за сите чекори кои не се во согласност со нормативните законски прописи.